пакет на 4 реформски закони кои што е согласно стратегијата за реформи во јавната администрација, акцијскиот план на Министерството за јавна администрација и секако роковникот кој што е зацртан од страна на Министерството за она кое што е нашата европска агенда, но секако и закони кои што во минатиот период долго беа во европските извештаи. Се надам дека конечно дојдовме до крајот, односно пратениците ќе ги усвојат овие предлог на реформски закони. Што се однесува до законот за вработени во јавниот сектор, мислам дека конечно ги поставуваме темелите за неколку фундаменти. Накратко ќе ги споменам пред вас. Прво, тоа е професионализација на јавниот сектор, што значи дека тоа ќе се овозможи секој конкурс да биде јавен. Институциите ќе бидат обврзани на целосна транспарентност. Селекцијата ќе се врши низ 3 јасни поверливи фази: административна проверка, тестирање и интервју со утврдени кандидати и критериуми. Понатаму ќе се вработува врз основа на заслуги, а не на познанства. 2. Централизација и дигитализација на огласите. Секој оглас за вработување ќе биде јавно достапен на веб страната на Агенцијата за администрација, брзо, транспарентно и секако подеднакво. Понатаму, забораваме на сите оние скриени конкурси и ќе направиме еден ситен печат за во непознати вестници. 3. Борба против партизација, како еден од главните фундаменти, со јасни ограничувања на дискреционите овластувања со строги правила, го прекинуваме просторот за партиски и неформални вработувања во јавниот сектор. 4. Тоа е воведуваме нова специјализирана категорија за IT и дигитална поддршка со повисоки плати, поедноставна поставка за вработување и силна институционална поддршка за дигитална трансформација. 5. Ги поедноставуваме постапките за креирање на годишните планови за вработување и актите за систематизација. Тие повеќе нема да бидат формалност. Текст во делот на дисциплинската одговорност на административните службеници е нашминкана само со промените на насловите. Инаку предлог ЗАС предвидува евиденција на изречени дисциплински мерки од страна на Министерството за јавна администрација, но само на државните службеници. Не е јасно и ова решение од непознати или недефинирани мотиви, зашто не за сите во јавниот сектор. Агенцијата за администрација од самостоен орган се трансформира во орган во состав без својство на право лице со надлежности кои што со ништо не ја штитат професионалноста, департизацијата и правната сигурност на административните службеници на јавната администрација воопшто. Фатлив и може да се даде на натамошно читање, односно второ читање. По 2 овој заклучок заедно со стенографските белешки на седницата на собранието да се достави до Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците и законодавно-правна комисија на собранието. Предложениот заклучок го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме.